излагање на председателот на Кушев, кој што точно дефинира ситуацијата, каже каде сме, каже кои се напорите што треба да се направиме. Мислам дека во тој пут беше и ова излагањето на сите денеска. Така да не гледам дека во овој момент постои нејаснотија каде треба да одиме, секој да знае својата функција и треба како заклучок денеска да излеземе од ова конференција со заклучок дека треба да се одефиниме, да поставиме една точка на која што ќе направиме повторно да се задокаже сите максимално професионално да се одредени за назад. Некој ќе рече сега како е ловето на стопанските комори сега. Јас ќе ви кажам дека тоа што општеството требаше да стигне до единство, напорите што ги правеше Стопанската комора и Министерството за образование досега не била лесно, затоа што тоа не можеше да се implementира. Од денешната расправа гледам дека тоа што се знае во кој правец треба да се води, ние сме максимално спремни со помош на Австриската федерална комора, која што образува, односно едицира неколку наши експерти, со помош на германските комори, на швајцарските комори, со дивна помош да едицираме персонал, знаеме што треба да правиме, нашите членки се активно вклучени во сите работни дела на Министерството за образование и Министерството за социјала. Знаеме точно што треба да правиме законски измени на државата. Бидете убедени дека во текот на оваа година тој процес биде поставен на стартна основа. Меѓутоа, за тоа се реализира треба стварно и политичка и економска волја во имплементација заеднички сили. А што има подобро нешто, тоа да го направиме со образованието, да го деламе основа на големите промени што треба да дојдат кај нас, со вклучувањето на телевизијата и до нас. Тоа е образованието, кое што во една го спомена министерката завршната фаза на развојот на бившата држава достигна голем степен на напредок, затоа што тоа се гради со години, да имате пат вторија 30 години и сега треба точно со тоа да завршиме новиот напредок на она што сакам да го кажам е да многу се филозофираме, значи за ова работа точно се знае кој што има задача и кој што е носител. Нашата задача е јасно поставена и прецизирана, ја кажа господинот Кушев, кој што не е само председател на владата, него и собственик на голема компанија, кој што почнал да го работи овој процес и знам точно на што мислим. Значи, ние сме во услови работиме на пазарна економија. Ние не можеме да работите на сила да ги правиме. Ние треба работите да ги правиме онака како што се поставени и ако ни треба подолг период, јавно да кажеме дека ни треба подолг период за имплементација, а не со тие активности да практично создаваме заштита. Тоа значи дека фирмите ќе абсорбираат толку колку што им е потребно. Нема веќе, како се викаат тие акции во социјализмот, на населата за заposlување. Нема заposlување на кадар што не е потребно. Зошто? Затоа што тоа ќе испорача профит на таа компанија. Тој профит е значаен и за развој на државата и за основа на самата компанија. Така да немајте од фирмите да барате нешто што не е возможно. Од фирмите барајте она што е возможно, она што каде почва. Да почнеме со еден, со двајца, со тројца, не со паралелни, па да завршиме на крајот со цели училишта, лекции и кампуси кои што ќе обслужуваат етапирање на таквиот персонал што е потребен за нас. Така да, јас можам да бидам председател на најголема асоцијација во Македонија, дека ние сме спремни за овој процес, дека ќе го следиме и ќе подпишуваме владата секогаш да влегува што побрзо се подпише ова работа. Доказ за тоа гледам денеска тука комората е да знаеш составе, еден председател, друг председател, извршен директор, председавач на собрание, главните луѓе во комората се тука, главните компании се тука, тоа значи озбилен пристап према таа работа. Јас се председател да гарантирам дека тоа ќе биде први приоритет, затоа што го посеќам како барање на бизнисот, а знам по каква состојба се наоѓа образованието. Јас дадов една изјава, уште сакам да поменам. Промената треба да почне од состојбата која што не знам дали да поменам од председател. 195 факултети, а 135 средни училишта. Треба
како да ви отворите дипломата. Важно, мислам дека е многу значајно